Почитувани гледачи, добродојдовте во уште едно јавување од Жан Митрев клиника. Тука со нас е доктор Александар Сандевски, специјалист пулмолог во Жан Митрев клиника. Ние сме во неговиот кабинет. Ќе зборуваме за интересна тема која што е актуелна, воедно и ќе најавиме една акција која што ќе се спроведе наредниве 20 на дена во нашата клиника, е поврзана со пулмологијата. Доктор Александар, благодарам втор пат на Facebook Live на Жан Митрев клиника. Добродојдовте. Повторно интересна тема и се надевам многу прегледи, како и минатото видео кое што чинам бележи 115.000 прегледи. Добро утро, благодарам на поканата. Драго ми е што е така. Еве за почеток прв пат снимаме тука со што е опремен овој оддел и какви се пациенти акумулира, кој се може да дојде и каков преглед да направи. Така, значи ова е пулмолошкиот оддел. Значи се прегледуваат, значи доаѓаат пациенти со белодробни заболувања. Широк диапазон на заболувања, се вршат клинички преглед, се вршат одредени диагностички постапки. Ќе спомнеме како прво наједноставните, тоа се спирометрија, ултразвук на бели дробови и секако бронхоскопија. Да, еве конкретно чинам дека овој бронхоскоп е најновиот апарат кој што е донесен во Жан Митрев клиника. Нешто повеќе за него. Имавме многу прашања, морам да признам на Facebook, зашто служи, каква се диагноза може да даде и за колку време. Така, точно, ова е најновиот апарат за бронхоскопија. Инаку самата метода, бронхоскопија, е метода која што, тоа е ендоскопска метода со која што се визуализираат дишните патишта кај еден пациент. Што тоа значи? Тоа значи дека се вметнува еден инструмент, така наречен бронхоскоп, кој што на врвот има камера со која што се визуализира внатрешноста во белите дробови. Се гледаат некакви патолошки промени и може исто така да се земе материјал од тие евентуално патолошки промени и да се испита за што точно станува збор. Самата метода е доста сигурна. Се изведува кај нас во една краткотрена општа анестезија. Пациентот не чувствува ништо. Самата метода трае некои од 20 до 40 минути, се зависи од пациентот. Да, еве за какви пациенти се користи, да речеме, од аспект на возрастната граница, од аспект на можни заболувања, кој се може да дојде да направи бронхоскопија, чинам не може секој, дали треба претходно некои други испитувања, прегледи? Значи, во моментот се работи со возрастна популација на пациенти, со деца не се работи, станува збор за метода, како што кажав, доста сигурна, секако пред тоа треба да има одредени испитувања кои што треба да се направат. Значи станува збор за, да речеме, рентгенграфија или компјутерско снимање исто така на белите дробови, да се направи спирометрија, секако претходно еден клинички преглед. Не сите пациенти имаат потреба од бронхоскопија. Симптомите. Секој пациент кој што кашла долго време, која што кашлица претходно испитуване и не е најдена причина, пациент кој што искашлува крв, пациент кој што има долготрено хронично инфективно заболување, односно заболување кое што се претпоставува дека е инфекција на белите дробови, но не може точно да се определи. И уште некои други типови на пациенти се пациенти кои што може да се направи бронхоскоп. Исто така, главната индикација за бронхоскопија се суспектни инфилтративни промени, односно суспектни тумори во белите дробови. Да, со каков резултат може да се излезе од ова испитување, што најчесто може да се дијагностицира или да се одрече, да речеме, еве, не постои никакво заболување. Главното што може да се дијагностицира или да се одрече, значи да се утврди дека нема, е карцином на белите дробови. Исто така, може да се земат материјали, да се испита евентуално присуство на некои инфективни патогени, микроорганизми, да се направи тоалета, односно да се направи освен диагностика, значи да се направи и така наречено плакнење на белите дробови кај луѓе кои што имаат долготраен шлаем и одредени патолошки состојби поврзани со тоа создавање на многу шлаем. Така, нашава клиника чинам ги има сите исследувања од почеток до крај, со се престојот тука и исследувањата потоа, следење на пациентите, како тече тој процес. Значи, се зависи од тоа
каква бронхоскопија ќе се изведе. Ако бронхоскопијата се види некаков, се гледа некаков патолошки субстрат во белите дробови, се зема материјал, се праќа на анализа и во зависност од таа анализа се проценува што понатаму со тој пациент. Ако станува збор за некаква инфективна природа, се дава соодветни лекови, антибиотици. Ако станува збор за карцином на бели дробови, потоа мултидисциплинарно се проследува пациентот за оперативен зафат и така натаму, и така натаму. Жан Митрев клиника овозможи бесплатен преглед, токму кај вас, нели? Од кога до кога, како ќе трае, што значи еден таков бесплатен преглед, со кој што нели добиваат и 50% чинам попуст на бронхоскопија, доколку се јават. Акцијата трае веќе еве од денес ќе означиме дека е со почеток, може да се јават на нашите телефони, да напишат на Facebook, да закажат или па на мејл. Така. Значи прегледот ќе биде бесплатен, ќе се процени индикацијата за бронхоскопија, ако има потреба, ќе се направи бронхоскопијата. Тоа е тоа. Следете не, прашувајте на нашите социјални мрежи, ние ќе одговараме и ќе појаснуваме за сето она што вас не ви е јасно. Доктор Александар, ви посакувам пријатен работен ден. Денот само што почнува за вас, а и за нас. Остануваме да се видиме на 21-ви, кога повторно ќе се јавиме со едно видео од овој кабинет. Благодарам многу. Нека повелат пациентите, дека вие ги кажавте сите технички аспекти, така да ние сме тука за пациентите. Ета, пријатно. Пријатно.